Здраво Македонијо, земјо во која некогаш дошол овој човек. Тој дечкото на средина, заедно со Пласидо Доминго и Лучиано Павароти, се вика Хозе Карерас и пееше на отворањето на Охридско лето во 2005 година. А сега да погледнеме уште еден дечко. Ова е Енио Мориконе, апсолутна легенда и еден од најголемите композитори во изминатите 100 години. И тој во 2009 година настапи на отворањето на Охридско лето. А сега да видиме како помина овогодинешното отварање на фестивалот. Министерката за култура Бисера Костадиновска Стојческа, искористувајќи ја сцената на еден од најдобрите 5 елитни фестивали во Европа, најпрви ни зборуваше за лошите и лажни вести, кои секојдневно се пласирале како ударни наслови, а потоа сред античкиот театар ги подбра и охридските угостители. Затоа би сакала да пренесам една порака, рече таа. Поради Охридско лето и годинава на гости ќе ни дојдат многобројни уметници од целиот свет. Ги замолувам угостителите да не им наплатуваат како да треба да платат воена оштета или некои други ненамерни долгови од векови наназад. Ги замолувам угостителите. Ова е министерката за култура Бисера, која на истата сцена на која везеле еден Мориконе, еден Карерас и уште стотици други феноменални изведувачи врвот на класичната музика во светот. На таа иста сцена министерката Бисера, или попозната како Скафандра, одржа говор во кој зборуваше за охридските угостители и келнери. И најпроследена изјава од отворањето на Охридското лето беше токму изјавата на министерката за келнерите во Охрид. Министерката за култура зборуваше за охридските угостители. Тоа е се што треба да знаете за македонската култура во моментов. Таа наликува на ова. Па волим да слушам од домаќих Цецу. Цецу. Пазите. Цеца е певач која е призната и певач кој е окупио највише својих симпатија на уште било преко 200.000 људи. Ја, само да вам кажем, мени nije свиро и пево jedino Beethoven i Chopin jer sam bio mali. A ne postoji estradni umetnik, narodni ili zabavni koji mi nije pevao u prostoriji od 2-3 metra da se nalazi... Kako mislite ste bili mali Beethoven i Chopin? Bio sam mali kada su oni bili popularni, možda da sam bio ovih godina, možda bih doveo da dođu na nogi da mi pevaju. Možda sam muzikalan. Ja mislim da ste vi napravili neki lapsus. Vi niste bili mali kad je Beethoven bio živ. Jesu. Pa koliko Beethoven ima godina? Koliko je imao? Koliko? Овој што го видовте е Драган Марковиќ Палма, поранешен градоначалник на Јагодина, кој обожава да ја слуша Светлана Ражнатовиќ Цеца, а само затоа што бил многу мал кога биле популарни, нему на Палма, нему свиреле и нему пееле Бетовен и Шопен лично. Епа госпожа министерка може да го покани екс-градоначалникот на Јагодина Палма следната година лично тој да настапи на Охридско лето, или па ако се високи цените, да оди таа во Јагодина и таму да направат еден реномиран фестивал. Може да ги поканат и Бетовен и Шопен, ако немаат обврски, ако се слободни, да дојдат и да посвират некое оро, некое колце на фестивалот во Јагодина. Исто така Костадиновска Бисера може, ако Охрид е до толку скап што на отворање на Охридско лето мора да зборува за келнерите и рестораните во градот, идното лето да го посети и Лесковац, каде годинава исто така имаше забележителен културен програм.
Ете, добар предлог, нели? А ако и е далеку Лесковац на Бисера, министерката, позната и како скафандра, а Охрид сепак е премногу скап. Еве уште една идеја. Човеков е слободен периодов, нема премногу обврски, може да му се обрати за помош Бисерче и да ти овозможи вистинско културно уживање. Добро, ево официјално да посакаме добре дојде на една од најголемите балкански, европски, можеби светски звезди според нас, господин Цецар Ренатовиќ. Струmiца е подготвена, ние сме на самиот почеток на едно прекрасно здание овде кој што се случи во Струmiца и се надевам дека во идење ќе имаме уште многу прилики да ја имаме честа да господин Цецар Ренатовиќ биде во Струmiца. Прекрасно здание ке се случувало во Струмица, здание со една од најголемите светски звезди според Зоран Заев. Сигурно во Струмица па и поевтино и од Охрид. Што се мачиш, моме Бисеро, тркај твојот стар ментор и гуру и нека ти угоди по кејф. Донеси ги и Карера, си Мориконе и Бетовен и Шопен на концертот на Цеца, иако во последно време се парињата на концерти на Цеца и на Аца Лукас чинат колку еден Мерцедес на старо, а и Карерас може да не ви дојде бидејќи е малку жив. Но кога било тоа проблем за јака екипа како вас? Порано беа проблем палмите кои се садеа тотално без никаква логика на секаде низ Македонија. Но сега проблемот има друга димензија, а ист назив. Целта е палмизација на цела Македонија, односно, нарете системско отупување. Понизноста кон Бугарија и Грција ги избриша антологиските црнила и црно семе од средното стручно образование во Македонија. Обидите во се да им се удоволи на соседите доведоа до ситуација до дел од средношколците веќе да не допира состојбата на македонците во Грција во граѓанската војна и атентатот на Ѓорче Петров за кој се пишува во делата на Коле Чашуле и Ташко Георгиевски. Универзитетската професорка по македонски јазик Симона Груевска-Маджоска за Алфа вели дека оваа несватлива одлука може би е последица на моменталната политичка состојба во државата. Порачува дека надлежните мора да образложат според кои критериуми овие две дела се извадени од програмата. Според кои критериуми сега? Според критериумот кој се вика нема што таму да учат децата за црно семе и за црнила. Ајде доста еднаш со тие црнила. Дајте малку поведри теми бе во образованието и во културата. Нека се радуваат луѓето. Кажи им бе, министерке. Министерството за култура конкретно нема да има улогата на полицаец и да биде толку будно да демни кој што ќе направи. Слободата на уметникот е голема и тој има право да се изрази, никој нема право тоа да го ограничи во ниту еден момент. Но додава и одредени насоки кон авторите. Слободно сите нека творат, да се твори во духот на она што ќе го расположи народот и публиката, а не што народот повторно ќе го врати назад во мрачни времиња каде што на вистина не видовме ништо добро. Ете така, доста со тие црнила, црни семиња, дајте малку веселба, некој оро, огномет, радост, да изградиме срекна младина. Мислам, доста ги оптоварувате децата со некои теми од минатото. 600 одделенците во Македонија од септември ќе учат историја која личи дека е напишана од бугарски и грчки историчари. Остри реакции од експертската фела околу програмата за предметот Историја и општество за 600 одделение. Универзитетската професорка Катерина Тодоровска за Алфа вели дека во оваа наставна програма е прифатено се што побарале бугарските историчари од заедничката историска комисија, а учениците во најголем дел ќе учат нешто што нема врска со македонската историја. Според Тодоровска проблематично е што македонската историја речиси да ја нема за учениците од 600 одделение, односно ја има само во две точки каде што се споменува античка Македонија, но и таму според програмата се одело по вкусот на Грција, смета професорката. Иако вие стара Грција треба да ја изработувате по три точки, доколку тракиските кралства, Тракици, Фифилопол, Сердика и тие работи треба да ги изучувате, доколку Римската империја ја изучувате исто во 4 или 3 единици, античка Македонија вие ја имате само во 2. Па што сакате, за античка Македонија ли да учат децата? Доста бе со тие црнила, дајте поведрите ми, повеселите ми. Дајте, например, да учиме за регионите во Грција и во Бугарија во античкиот период. Не мора за Македонија. Зошто за Македонија би учеле ние? Еве, например, кога е Бугарија во прашање, може да ги споиме историјата и веселбата. Па сите деца во нашето образование да мора да ја научат оваа песна како пример, што би рекла експертката за келнери од Битола, пример за литература, за уметност која што ги радува луѓето.
Ако някой рече България е мала, има още 8 дела, за да биде цела. Сега, кое дете нема да ги знае 8 дела кои не достигаат на Бугарија за да биде цела? Има да повторува година бе, се додека не ги научи, не се изгради во здрав и среќен, весел, северџански европеец. И престанете со тоа измислување историја, крадење историја и учење на децата на работи кои ќе ги враќаат назад. Еве, овој за кој Цеца е Мадона, ќе ви каже што се ние сме правеле со историјата во нашата земја. Целата наша историја со превзимањето на светска, балканска и туѓа историја, како наша, например, и без водење на грижа за како тоа влијае кај соседите, се предизвика состојба да буквално бидеме скарани скоро со сите соседи со кои што сме окружени, со обидот да се промени и извитопери целата наша историја, со превзимањето на светска, балканска и туѓа историја, како наша. Па како си каже екс-премиерот, ние крадеме бре туѓа историја и затоа соседите ни се нервозни, лути и разочарани. А наша света мисија на овој свет е да ги задоволиме соседите, на некој орално, на некој анално. Односно, некогаш со добар збор, со ораторство, а некогаш ќе ги сместиме во аналите на нашата собствена историја. Затоа зборуваше Заев на времето колку е важно да се има еластична кичма, инаку дека ова е државна политика, а не коинциденција, си каже и пред 5 години и тогашниот министер за образование Арбар Адеми, кој патем и ги скинал Црнила и Црно семе од програмата. Но секако ние сме во интензивни контакти и со членовите на комисиите, и со издавачките куќи, и со авторите, за да го подобриме квалитетот на содржината на учебниците. Вие знаете дека ние како држава и во општество живееме во еден историски период и сметам дека не само нашата институција, секоја институција треба да придонесе за остварување на нашата стратешка цел, а тоа е членството на нашата земја во ЕУ и НАТО. Така што не сакаме да предизвикаме било каков проблем со некоја наша активност. Никаков проблем не смееме да предизвикаме, разбирате ли? И затоа ќе ги касапиме учебниците, рече Арбар Адеми лично. Се во име на членството во НАТО и Европската Унија. Ова е кажано пред 5 години. И да не се чудите што се случува со сегашната државна цензура на нашата историја и култура, согласно подпишаните предавнички документи од последниве години. Ама без гајле, само уште името да го смениме и влегуваме во ЕУ. Македонија може на долг рок да го загуби членството во Европската Унија, ако не биде имплементиран договорот со Грција. Нова, веројатно најдраматична порака досега испрати еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Во интервју за МИА тој предупредува дека со нерешен спор земјава ќе продолжи да биде блокирана и ризикува да биде изолирана. Вау! Пред 5 години еден австријски политичар предупредил дека ако не го смениме името, нема ЕУ и земјава ќе биде изолирана. 5 години подоцна, друг австријски политичар изјави нешто сосема различно. Овој рече дека ако не ги внесеме бугарите во уставот како влезна врата за промена на историјата и идентитетот, нема ЕУ и земјава ќе биде изолирана. Ако Македонија не ги прифати уставните измени, се соочува со опасност да биде изолирана, посочи Шаленберг, и ја повика опозицијата на политичка одговорност за националните, а не партиските интереси. Нема време за губење. Би било штета Скопје, од кога истрча еден тежок маратон, да се сопне на последната пречка. Треба политички да се биде одговорени, да се имаат националните интереси пред се, а не партиските интереси. Ете, во 2018-та ќе бевме изолирани ако не го смениме името, а во 2023 година ќе сме биле изолирани ако не си го смениме идентитетот и историјата. Што друго ги поврзува овие две изјави од пред 5 години и денес? Епа слушнете го, например, словачкиот министер за надворешни, што рече пред 2 дена во Скопје. Беше кажано веќе од нас дека ова е единствена можност, така што клучот лежи во зборот единствена, што значи дека тешко дека ќе се повтори, така што мислам дека треба да ја искористите и јас ова би го пренел на сите, и на власта, и на опозицијата, значи мора да го искористите овој момент.
Аха, да искористиме момент. Добро, а го повикувам комесарот Хан во 2018 година, кога само уште името требаше да го смениме, да каже што вели тој, дали треба нешто да искористиме и во тој момент пред 5 години. Треба да се премери што значи да се стане членка на Европската унија и кои се последиците ако тоа не е возможно. Бидејќи ако сега не се искористи оваа прилика, прилично сум сигурен дека вратата ќе биде затворена со децении. Ако не, за секогаш. Прекрасно, прекрасно. И тогаш и сега истата реторика. Но ајде да провериме до крај. Што рече па чешкиот министер? Дали некој може да гарантира дека ова е последно барање на Бугарија, како што гарантира, например, Бујар Османи или Таче Кјуранот од Куманово? Брисел нема гаранции дека и по завршувањето на уставните измени Македонија ќе биде заштитена од нови блокади. Јас ќе се обидам да направам се за да се спречат барања на билатерална основа, меѓутоа не постои начин како да се обезбеди осигурување, да некој да каже со сигурност дека така ќе биде. Аха, ова било Брисел, тоа било политика и никој не можел да ни го гарантира тоа. Епа тоа го рече и Јоханес Хан во 2018 година. Прашан дали може да гарантира дека со сменето име Македонија ќе го забрза процесот на евроинтеграција, Хан е воздржан. Појаснува дека не е само името услов, туку и другите домашни задачи, како итните реформски приоритети и извештајот на Прибе. Видиш, воздржан бил Хан околу тоа дали името е последната пречка, спомнал некои реформи и некои извештај на Прибе. Денес, за разлика од тогаш, не е во фокусот нити реформата, нити реформите што треба да се прават, нити па е Прибе во фокусот, туку само и само бугарите во уставот. Тоа е единствената реформа која ја планира оваа влада, а бога ми ја планира и бугарската власт. Сума сумарум, не излажаа во 2018 за името, сега не лажат за бугарите во уставот. За 5 години од денес ќе треба во учебниците да пишува дека Гоце е чист бугарин и дека тоа ќе е последната реформа ќе ни велат и дека ќе мора да искористиме шанса да ќе ни велат. 5 години па потоа ќе е нешто сосема друго. И немам јас проблем со нефер поставеноста во светот на политиката, но имам проблем со лажговци. Секоја битка може да се војува наместо да се лаже народот, бидејќи вистината на крај сепак и на вистина излегува како шило. Подсетување, 2018 година, на што најмногу се надеваше грчкиот премиер Αλέξης Τσίπρας. Εύχομαι, ελπίζω και στηρίζω την προσπάθεια του Ζόραν Ζάεφ να κερδίσει το δημοψήφισμα και βεβαίως την ακόμα πιο δύσκολη προσπάθεια μετά να βρει 2/3 στην Βουλή, στο κοινοβούλιο του, προκειμένου να επικυρώσει τη συνταγματική αλλαγή. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την περιοχή. Грција беше презадоволна од Преспанскиот договор, се надеваше, се молеше дека ќе успее референдумот и ќе се имплементираат понатака уставните измени, односно промената на името. Ајде да видиме на што се надева денес, какво е расположението денес во бугарската власт. Одличен 5 за работата на бугарското МНР на францускиот предлог со кој барањата на Софија станаа европски барања. Оценката ја даде премиерот во оставка Кирил Петков, коментирајќи ги преговорите со Македонија за времето додека беше шеф на бугарската влада. Тук трябва да дам голям кредит и на Министерство на външните работи, дори на министъра на Има такъв народ, госпожа Генчовска, както и голяма част от моя екип, че всъщност предложението, френското предложение беше безпрецедентно добро и сложи българската позиция да стане европейска позиция. Ете, и тие се надеваат дека Македонија конечно ќе може да ги направи уставните измени, се надеваат на истото на што и Грција се надеваше пред 5 години. Нели ви кажува тоа нешто? Аха да, само уште уставните измени и готово, влегуваме во ЕУ. И плюс со нив ќе сме направиле, како што вели Бујар Османи и низа други дунстери од владата, ќе сме направиле јасна дистинкција дека сме биле различен народ од бугарите. Лудило! Инаку јас стварно не знам зошто мислите дека ќе има нови барања. Мислам, кој ве лажал дека ќе има други барања освен уставните измени? Кој? ВМРО, Бетмен, опозицијата? Тие само шират хистерија. Мафнете ги, не бањати се. Вие свиркајте си и уживајте, спремајте се за Европа, за милионите и благосостојбата, владата ќе работи за вас, ќе ви селектира кои книги да ги читате, каква историја да учите, за да не сте регресивни, туку да сте весели северџани. Тоа е тоа. Одиме кон светлата иднина, а таму не чека сериозен напредок.
2 милионски транши државата им исплати на Бехтел и Енка, но се уште не се знае кога ќе стартува изградбата на коридорите. Изминува и месец јули, а ниту машини, ниту работници нема на терен. Дупката за испитување на земјиштето остана нем сведок на последната од низа помпезни најави за старт на градежните работи. Празно како оваа дупка остана ветувањето на владата за стартот на изградбата на коридорите 8 и 10. Досега граѓаните за оваа дупка платија 170 милиони евра. Ама не разбирате вие, тази дупка не е дупка. Тоа е еден ископ каде ќе се посади коридорот и ќе изникне, ќе порасне голем, откако ќе го полееме со уште 1-2 милиарди евра. Само да се мрчело, бре, неблагодарен народ, па и уште им пеат некакви регресивни песни кои не враќаат во минатото. Бляк! Uželjaš! Makedonijo, ti si biser balkanski. Оваа преубава сцена од пред неколку дена во Охрид, на веќе традиционалниот концерт во езеро. Се вика Староградска пловидба со ансамбл Билјана и преубава атмосфера во градот во кој пред неколку дена, ајде уствари, доста за црнилата и доста за црното тупо семе, односно доста за министерката Бисера Скафандра. Одиме на разговорот во студио вечерва со екс-амбасадорот, екс-градоначалник и екс-министер за земјоделие, шумарство и водостопанство Маријан Ѓорчев. Ќе биде интересно. Започнуваме веднаш. Продолжува вечерното шоу саботно издание со разговорот во студио, како што ви најавив по втор пат во оваа емисија е поранешниот амбасадор, градоначалник и министер за земјоделие, шумарство и водостопанство Маријан Ѓорчев. Значи имаме многу работи што да разговараме и за неговата тесна експертиза и неговото пребогато искуство. Маријан, добро вечер, добро дојде. Добро вечер и добро ве најдов. Би сакал денес да почнеме со еден некогаш некој би кажал дека е фрапантен податок, момент, но во Македонија не е чудно СДСМ да протестира против самата себе. Тоа сме го виделе изминативе години, протестираа сами против себе за загадувањето на воздухот, пред неколку години имало други прилики. Денес две министерки од владата, Каја Шукова за животна средина и Јована Тренчевска за труд и социјала, беа во Струмица на улица и дадоа своја поддршка на граѓаните кои протестираат против отворањето, против враќањето на испојувањето на концесиите за рудникот Иловица за злато и бакар. Токму пред 7 дена тука има двајца активисти од невладините организации кои што се борат против опасните технологии кои што сметаат дека би се користеле во тој рудник. И денес две министерки од владата која што пред месец дена или нема, кај што им ја врати и спои концесијата на Евромакс, министерките излегуваат и протестираат против владата во која што се. Дека е лицемерно, знаеме дека е лицемерно, ама јас би употребил и други зборови. Како ти гледаш на оваа ситуација? Па најнапред, мене ми тој регион многу познат. Како министер на земјоделство, шумарство и водостопанство, таму ја браната и Ловица правевме 2000-2001 година, за да го напредиме земјоделството. Тоа е еден крај Ловица штука со многу вредни луѓе, со многу добри производи, така што ти учествуваш баш во тој период се правевме браната, тогаш бев јас министер. Така што тој крај ми е добро познат, прекрасни луѓе кои што прават многу добар, би рекол, земјоделски производ, кој што се пласираше и пошироко од Македонија и се пласира. Така што овој потек на министерките Тренчевска и Шукова ми е разбирлив од моја голна гледање. Тоа е анализа на тоа како народот во Струмица, односно утре гласачите, реагираат во врска со опуштањето на рудникот. Значи, таму исцело
не само невладините организации, сите граѓани во Струмица, Ново село општините, Босилово таму општината, сите тие граѓани се против пуштањето на овој рудник, независно каква форма се бара спојувањето на двата концесионера нова форма, но факт е дека ова е еден вид од моја гледна гледање маркетиншки потек, кај што ете актуелната власт преку своите две министерки се обидува да направи еден линк со народот и утре да ги убеди тие граѓани дека ете тие размислуваат за народот, размислуваат за нивното поведение, нивниот интерес, го штитат нивниот интерес и во тој контекст ете застануваат зад нивните барања да не биде отворен рудникот за злато во тој дел каде што ете уште еднаш ќе кажеме исклучиво земјоделски регион. Ќе те прашам и зошто 2001 не сте решиле вие тогаш рудник да правите, туку брана и земјоделието го помагате, но во однос на поведението, тоест постапката на министерките, се појави еден текст на ИРЛ дека наводно министерот за економија Крешник Бектеши ги излажал на седница на влада дека судот препорачал спојување на концесиите, бидејќи решението на судот на кое што владата се повикува е да им се вратат концесиите на Евромакс. И тука имаме многу спорни моменти, тоа е 12-тата одлука на судот. 11-тата беше сосема спротивна. Меѓу 11-тата и 12-тата одлука има една промена. 25% газда во Евромакс стана еколог на Назив Дестани, познатиот зелено агендаш од Западна Македонија, близок до зелената партија ДУИ. Позната фирма е еколог. Позната фирма е навистина, да, и блискоста е позната на еколог со зелените најновите зелени во Македонија. И судот не препорачува да се спојат концесиите, а владата го прави токму спротивното. Ке те вратам неколку години назад, 2019-та, мислам дека беше кога владата која предводеше тогаш Зоран Заев, ја одзеде концесијата и мене сето тоа ми личи на една игра, лажење на граѓаните, дека ете некој во владата води сметка за нив, 2019-та тоа бил Заев, сега се Шукова и Тренчевска, а предпоставувам дека можеби, разумно е да се предпостави дека Заев имал и таква идеја да направи face saving пред народот, знаејќи дека после може судот да ја заврши работата по начин по кој што ќе ја заврши. Нели се греота луѓето така да се играат и да се манипулираат? Се разбира дека политиката кај нас одамна веќе не е она водечка, би рекол, мисла која што треба на некој начин во најширока смисла на зборот да ги утврдува, да ги надградува и да ги менува правилата по кои што ние живееме, туку се претвори во нешто друго, се претвори во еден лукративен однос на луѓето кои што практикуваат власта и нивните лични интереси во однос на она што представува останатото граѓанство. И во тој контекст е жално, навистина, кога се случуваат такви работи, но јас мислам и дека тука има нешто друго, тука има и судирни интереси. Значи тоа се две големи групации, тоа е посебно на југот тоа е изразено. Значи имате една политичка партија која што е СДСМ, која што има своји интереси, има политичка партија ДУИ која што има своји интереси. Многу и сигнификантно што одредени функционери на ДУИ, да речеме, се ангажирани директор на системот Доранско езеро. Полна на Доранското езеро е човек од ДУИ. Или пак ете конкретно околу ова што е пуштањето сега повторно на рудникот, министрот за економија се ангажира повеќе околу таа работа, така што мислам дека постои тука судир на двете политички партии околу тоа. Едното е односот кон граѓаните, но тука има и реални интереси. Има интереси реални и тука мислам дека пак се држам до мојата анализа дека се работи за доближување до народот и барање заради нискиот рейтинг на СДСМ и граѓанството да се освојат некои поени со давање подршка на една силна невладина организација која што успее да обедини многу граѓани во југот на Македонија. Мојот впечаток е таму дека буквално најголемиот дел, огромен процент од населението кој што е запознато со методот на работа, односно со технологијата позади рудниците за злато, која што тие едностапија многу стручно направија многу стручни анализи и на телевизија тоа што го говореа, очигледно консултирале
многу експерти од област и точно знаат штетните последици од начинот на кој што тој рудник беше планирано при перењето на златото, штетните последици по водните ресурси на целиот тој регион, така што имаат полно право да се борат за она што представуваат нивните колективни човечки права во делот на заштитата на еколошката димензија. Да не ми е непрашано загатно нешто околу Доиранско езеро? Па еве, например, јас сум еден од тие кои што исто заедно со повеќе министерства, тогаш Министерството за екологија, Министерството за поточна животна средина, Министерството за економија, Министерството за финансии, успеавме после да макотрапна 3-годишна акција да направиме еден проект кој што се базираше на проектот на Фондот за води, го водеше доктор Александар Лепавцев. Имаше некој пренасочување тогаш и на реки? Да, значи се работеше за следново. Доиранско езеро има повеќе причини зашто од својот максимален волумен околу 280 милиона метри кубни вода, во 99 година, почетокот на 99 година имаше само 75 милиони кубни метра вода. Значи падна на 1/4 од својата состојба, вече на некој начин почна да изумира како посебен биотип тоа езеро и се случија, би рекол, катастрофални последици по рибниот фонд, по флората и фауната, по целата флора и фауна, така што беше неопходно да се превземе активност и ние успеавме после макотрапна работа со македонска инвестиција, значи над 26 милиона евра. Успеавме со нашата фабрика 11 шавни цевки 11 октомври да ги поставиме тој цевковод со наши изведувачи Маврово, Пелагонија, Гранит и Бетон по 7 км да направиме една траса од речиси 30 км од Ѓавотско поле, каде што има еден огромен подземен резервоар на вода, како што Вардар прелива кога е во полно течение и кога е полноводен, и тука се прелива преку тие тоа чакалесто дно, преку песочно и чакалесто дно, и се добива една категорија вода од прва категорија, која што дури може да биде употребена и за пиење. И ние успеавме со 10 цевасти бунари во систем да обезбедиме 1000 литри во секунда да го полниме Доранското езеро, од причина што грците во некаде 80-тите години не само што го исцрпе езерото, 80 година преку 20 милиона литри со дозвола на Социјалистичка република Македонија, согласно меѓународниот договор, колку литри во секунда Вардар треба да испорача на Грција, тоа е 82 литри во секунда. Договор има, тоа е меѓународно меѓу Југославија и Грција тогаш, но нормално Македонија како наследник мора да го почитува тој договор. И во тој контекст ние успеавме, значи, да добиеме дозвола од Грција, водите од Ѓавотско поле, кои што де факто се води од Вардар, но пречистени. Тоа е еден огромен резервоар, некаде околу сигурно половина милиарда метри кубни вода има, 500 милиона некаде. Успеавме, значи, да обезбедиме да го полниме Доранското езеро, затоа што па грците од своја страна од 70-те години прекинаа реката Агија Параскеви или Света Петка, која што тече низ блиску до селото Кнџели, и ја пренасочија во езерото Керкини или Бутковско езеро, Вештачко езеро, и на тој начин 70% од дотокот на вода во Доиранско езеро го на некој начин елиминира. И третата компонента беше избуша околу над 200 артериски бунари кои што од акваториумот на Доранското езеро црпеа некаде околу 25 до 30 милиона литри годишно вода. И затоа беше неопходно ние тоа да го направиме. Ние тоа го направивме, пак ќе кажем, со македонска инвестиција, со дозвола од Грција. Дојде грчкиот министер Номеритис, подпишавме во Атина спогодба дека можеме да го користиме тој цевовод и успеавме за помалку од 10 години да го вратиме езерото во една состојба како што е оптимална состојба, некаде околу 260-270 милиони метри кубни вода, а сега веќе 2 години поред, затоа е добро ова го кажувам, благодарам што ми дадовте шансова да го кажам, зашто јас сум одраснат на Доиран, таму научив да пливам, Доиран е мојот македонски Медитеран, моето море, и ние кавадарчани одевме во Доиран секогаш од деца уште и ден денеска тој е мојот најомилен крај. Тоа е моето езеро. И во тој контекст штета е што 2 години поред нема полнење на Доранското езеро, затоа што уште тогаш 2002 година ние подпишавме дека државата заради еколошката димензија на Доиран, неговото значење за Македонија, треба да ја плаќа електричната енергија за пумпите. Независно колку е тоа, треба да издвои во својот буџет за плаќање на електричната енергија.
2 години поред Дојранското езеро не се полни од Бидејќи пумпите не се платени бидејќи не се платени сметките за струја од А во пумпите. Слупча не може ние да ги плаќаме сметките? Во тој контекст говорам, значи колку е важен Дојран за Македонија. Ние имаме 3 езера, нашите 3 клучни моменти за еден од најважните моменти за оно што значи живот на нашата татковина, и ние не сакаме да го полниме Дојранското езеро, кој што веќе покажува слабости во тој дел, почнува веќе нивото на водата, особено во летните периоди, сега ќе биде суша, ќе почне да опаѓа, и едноставно апел упатувам до сите, еве преку ова ваша емисија, да се ангажираат, затоа не се работи тука за партиска или ова е државна работа, ова е работа за сите македонци, за сите граѓани на Македонија, и ние мораме час поскоро да го активираме системот Дојранско езеро, независно колку тоа чини, затоа што од аспект на тоа што значи Дојран чини многу малку. Не знам, без зборови останав искрено кога разбрав дека за струјата во пумпите, знаејќи што се случува во енергетскиот сектор во Македонија и какви се загуби сите ние плаќаме во нашите сметки, бидејќи нели компанијата вика некој мора да плати, тоа обично сме ние, но за Дојран, за пумпите нема паричка. Ужасно, но упатуваме ве апел и јас. Имаме една добра вест, сигурно си слушнал досега, но дури сме кај Дојран од 19 до 23 јули, таму втора година поред има филмски фестивал. Еден од организаторите и нашиот директор Јани Бојаджи. Ако одиш таму, одам во Дојран и лани бев и ова година ќе одам. Епа супер, ќе уживаше, нека знае и целата јавност што не следи во моментов. Од 19 до 23 јули во Дојран, Охријанец го фали Дојран, не сум заштитно лице на Дојран, него навистина иницијатива која вреди да се поздрави. Океј, ќе останеме во тој крај, ама ќе одиме кај другата граница во близина, Бугарија. Вака на почетокот те абсолвирав како екс-министер за земјоделство, шумарство и водостопанство. Сега како екс-амбасадор во Бугарија би сакал да ги прокоментираме најновите случувања, да кажеме, на тамошната сцена. Например, добија нова влада, прв пат после колку две години, мачење, неколку... Пет избора. Пет избори. Да, се и се што се случи во нив, оној страшен подем на Слави Трифонов, па страшен пад на Слави Трифонов, на Румен Радев како да му одговараше таа ситуација за да ги влече конците во позадина. Тој си градеше свој имидж и јас очекувам дека тој на крајот на неговата председателска кариера да очекувам дека ќе биде да се вклучи во политиката со свој политички субјект. И мислам дека е еден од најкивните таму кога е Македонија во прашање, затоа може да анализираме и кои се причините за тоа во смисол на некаква блискост со Кремљ или не, но најпрви и најважно, како ти личи тебе новата влада на Бугарија? Тоа е еден концепт досега непробан кај нив, на ротирачко председателствување. Првите 8-9 месеци ќе ги води тој академикот Денков, а после треба да го наследи Марија Габриел, сегашната министерка за надворешни работи, која па доаѓа од партијата ГЕРБ на Бојко Борисов. Дали мислиш дека се возможни некакви промени на подобро, на полошо секогаш се возможни, но на подобро кога е во прашање Македонија? Па најнапред околу клучните цели заради кои што се формираше ова ротациона, така да кажем, влада, помеѓу ГЕРБ десно од центарот и продолжуваме промената која што по мене не е профилирана каква партија е, но тука е да речеме со нив Демократска Бугарија кој што така е на Христо Христов беше така да. Христо Иванов, поранешниот министер за правосудство, кој што е на некој начин повеќе либерална партија, но заедно се во центарот со продолжување на промената, значи тоа повеќе клучните се три интереса. Кај нив беше многу битно да се консолидира буџетската конструкција, тоа е првото, за да можат да пристапат кон користење на европските средства за восстановувањето, како тие го нарекуваат, возобновувањето на бугарската економија после ковидот. Се работи за 13 милиарди евра. И без политичка влада тешко ќе може да најдат на кој начин во едни такви турбулентни состојби кај што се на некој начин председателот е превземе улогата, но тоа не е негова примарна задача. Односно пара бушик де Бургија нече што би рекол. Значи тука е главниот момент, значи
тие пари за возобновување на бугарската економија, општество, и изопшто сите сегменти, здравство, образование, сето тоа што им треба на нив. Тоа е првиот момент, тоа беше клучно, да најдат сили да се спогодат ГЕРБ и продолжуваме на промената, за да можат, ете, со габаритот на Марија Габриел, кој што несомнено има огромен европски капацитет. Таа беше и европарламентарец долги години, беше комесар и за иновации, за дигитална економија, за така што госпоѓата Габриел е една личност која што навистина има голем респект во Европската комисија и изопшто во Европската унија. Така што со тој капацитет на европско искуство и со еден академик Николај Денков, кој што исто така е без сомнение европски настроен човек, тие ќе се обидат да докажат дека нивниот концепт на нивниот стратешки концепт за влез во еврозоната и за Шенген, за Шенген зоната, 11 години се обидува тоа да го направат, не успеваат, има и механизам за контрола и верификација како на нивниот правосуден систем кој што беше еден безнадежен систем, се до и овој момент една од мерките, клучната мерка беше да се разреши обвинителот Гешев. Зашто во Бугарија, знаете, уште потомакот на големиот Христо Татарчев, обвинителот Татарчев на почетокот кога Бугарија премина од еден во друг систем, кажа дека тој беше обвинител на Бугарија и оснивач на тогашното ВМРО СМД, Сојуз на македонски друштва, по урнек на неговиот дедо Татарчев. Тој кажа, јас како главен обвинител, јас, па Господ. Значи, тоа беше позицијата на обвинителот во Бугарија. Тој беше недопирлив. Ако се сеќавате, тој започна војна со Радев, започна војна со Борисов. И едноставно беше неопходно еден таков, навистина, рецидив од социјализмот во Бугарија. Тој обвинител кој што ги бираше врховните суди, учествуваше во Републичкиот судски, државниот судски совет и бираше бугарски суди и бираше во Врховниот суд, во Касациониот суд. Како Заев, нешто отприлика. Значи тоа беше второ, таа реформа мораше да се изведе, Гешев мораше да биде сменет. И овие две работи, Шенген и еврозоната, тоа се трите основни пирустијата на оваа влада. А прости, Гешев промената како реформа го гледа таму? Па не, сега ќе следи реформата, сега веќе ќе бидат... Дека му се настрвија бајаги на Гешев. Не, постојат тука антагонизми меѓу Борисов и него, имаше долга војна, па и доведувањето на Борисов во притвор не беше случајно, нели? Еден ден притвор што се спроведе према господинот Борисов. И во тој контекст сега ќе почнат реформите во правосудството, на кој начин јавниот обвинител ќе може да биде контролиран. Дали од парламентот, дали од едно тело кое што ќе биде формирано во правосудниот бугарски систем, а тоа истовремено им дава шанса на Бугарија да се доближи до она нивна посакувана цел Шенген статусот и еврозоната. Тоа се моменти кои што беа клучни да се формира ова ротационо председателство. Македонија не е во фокусот на ова нова влада. Не е во приоритетите. Не е во приоритетите, не е ни во првите 10. Јас добро ги анализирав тие приоритети, но тие остануваат на истата мета, истата цел, истото остојание. Не се менува ништо, не брануваат, но позицијата на Можеби риториката нема да е прежестока, но наративот е истиот. Риториката ќе биде европска. Но европската риторика код Македонија не е принципијална, не е да речеме во оној не е замашала, да. Не е нешто што би значило за нас некакви позитивни очекувања, така што Бугарија ќе биде можеби малце повнимателна во изборот на зборовите од она што го употребуваше Радев, затоа што вие кога беше Радев на функција, тој фактички имаше цела слобода во сите сегменти на државното устојство на Бугарија. И идеја да ги заостри односите. Бидејќи во мои очи барем, бидејќи се што кажал можел да го каже и на друг начин, да не биде толку нахален, инвазивен, да не користи дека имате 1300 години бугарска историја, дека во уставот треба да ги внесете наследниците на Делчев и така натака и така натака. Добро, тој се не треба да заборавите дека е сепак генерал на бугарска армија, тој е воспитан во еден војнички дух, дека тој има во себе една вградена, би рекол, матрица која што или алгоритам кој што не е променлив и нормално дека тој како човек кој што дојде во позиција да може да ги искажува тие ставови, тој алгоритам си го пренесе во делот на политичкиот сегмент искажувањето во политиката. Но во Бугарија
тој се уште има висок рейтинг. Значи Можеби највисок. Да, Барем пред некое време беше убедливо најпопуларен политичар. Имаше 6-7 години околу 48 до 50. Сега му е паднат рейтингот затоа што ја атакот на овие партиски групации кои што сега се полека ќе го подјадува тој рейтинг, но секако јас очекувам дека тој на база на тој негов би рекол негов рейтинг кој што го има постигнато до сега ќе се обиде да направи политички субјект кој што ќе застапува истите идеи кои што вие претходно ги споменавте. Има ли право на трет мандат или како кај нас е 2 мандати? Не, 2 мандата. Значи ќе мора за очекување за 3-4 години Радев да влезе во политика, кога ќе му заврши овој мандат. Тоа се моите очекувања. Има една кај него позитивна работа, тој е човек кој што нема никакви темни петна во тој период на транзиција во Бугарија. Тој е човек кој што служел, значи во војниот комплекс, бил командант на военно-воздушните сили на Бугарија, нема темни петна. Можеби единствено темно петно е што му пропишуваат некаква врска, нели, сега посебно после посета на Зеленски. Иако јас мислам дека од моја гледна гледање немам таков впечаток затоа што пред да стане председател на Бугарија, тој сигурно ми поминал проверките и на Пентагон и на Соединените американски држави, што Бугарија е членка на НАТО, тој оди на тие состаноци во НАТО. Леташе на Eurofighter, нели, на Париз на митингот. Има логика, но генерално во нивното општество прорускиот сентимент е 1000 пати поизразен него кај нас. Кај нас тој се сведува на, не знам, нешто ќе каже левица, нешто ќе каже, не знам, родина или бачев и па токму тоа и од моја гледна гледање на политичкото кредо на Радев, значи тој се обидува тие некаде околу бугарското што е поделено 50% тие постарите се за еден поранешен однос кон поранешниот Советски сојуз, сега Русија, 50% помладите, поактивните, тие што работат, кои што се свесни за придобивките на она што значи сега во Бугарија либералната економија и членството во НЕУ и НАТО, тие се за против Радев, но тој мислам дека ќе доколку се реши да игра да биде во политиката чинител, тој ќе сигурно ќе се подпре на таа категорија на луѓе кои што и тоа е веќе во години, човек не е во тоа е веќе кон таа возраст која што ги преферира некакви сентиментот и едноставно сонцето многу појако изгледа на значи така што повеќе тоа од причини добро фундирани причини како да успее во политиката, отколку што мислам дека тој после толку години поминати како генерал на военно-воздушните сили на Бугарија, како членка на НАТО, тој морало да ги помине сите филтри на она што представува, нели, проверката на НАТО за секој од главните команданти на нивните членки во земјата. Да, не заврши еден ден на црна листа, знаеш како е тоа. Не, ама видете, знаете, во Европа, еве, земете го не само Радев, земете го Орбан, земете го сега Фицо, кајато Словачка, земете го Нехамер од Австрија. Види, ако те сака народ, ништо не ти може. Земете го Милановиќ. Освен може двоено, Гадафи, нели Гадафи заврши како што заврши. Да, ама тој беше на некој од другата страна, овие се во блокот. Милановиќ е во блокот. Радев е во блокот, Орбан е во блокот, Фицо еве се кандидира во Словачка, но јасно изразува еден неутрален став. Нехамер исто, без разлика што тие имаат своја неутрална политика, сепак изразуваат еден став и не се само тие. Има и многу повеќе. Милановиќ, не знам, ги споменав, нели, ги споменав. И во тој контекст така треба да ги гледаме работите, некогаш неутралноста, Радев се обидува да биде неутрален, токму затоа да ги привлече политичките стратешки гласови од двете страни. Ова е важно, Маријан, бидејќи затоа што мислам дека не ја прават кај нас тоа анализа. Сите го кажат како руски генерал, ама не е баш така. Од една страна транзицијата го оставила да биде безпрекорно чисто и нема никакви темни петна во тоа. Тука може да алудира на таа средна класа во Бугарија дека тој е човек со безпрекорно минато во тој дел од аспект на неговата работа и вршење на неговата должност како бугарски генерал. Од друга страна може да ги привлече со ваков неутрален став симпатиите на оние проруски струи во Бугарија, кои што и денеска се многу силни. Ова анализа, озбилна држава каква што не сме, би ја правела ова анализа, бидејќи нели мандатот му завршува за, не знам, 3 или 4 години, 3,5 можеби години. Не, помалку е. Помалце. Не, сакам да кажам, во скора иднина. 2 години, 2 и нешто. Во скора иднина Румен Радев ќе веројатно, многу веројатно е да се очекува, бидејќи познаваше ти некој што бил на таква висока функција и после да решил готово, јас се годам во пензија или во приватен сектор или не, тој знае да биде еве за вашите гледачи и за вас исто. Тој знае, таму имаше во Бугарија имаше клуб на амбасадори кои што зборуваат бугарски. И тој знаеше да организира 2 пати во годината
ручек или доручек со сите амбасадори кои што зборуваат бугарски, тоа за нив многу важно колку амбасадори зборуваат бугарски и да речеме јас бев еден од тие кои што недобро можев да зборувам на нивниот јазик и тој имаше дури таква доблест, значи тој знае во секој момент, тоа сега да ви кажем дека тој е добро подкован политичар. Знае кој си, што си, знае кој си, тој кога на пример се случувало Маријан прашува на кој јазик денес како говориме амбасадор. На македонски или на бугарски? Значи тоа е веќе со уважение. Тоа е значи тоа е почитување, значи пред тие таму луѓе пред камера нема да го каже тоа никогаш. Но таму кога се тие амбасадори тоа го слушаат и значи Румен Радев го признал македонскиот јазик. Да, значи ова е важна и ексклузивна информација. Затоа што кажам дека човекот има сенс, знае да се постави политички, знае и од да ја одигра утакмицата така како што ќе му донесе него бенефит во тој. Па што мислиш, зошто располагајќи со таков сенс, човекот како да реши да не раздвои што е можно повеќе, односно да го зголеми анимозитетот? Видете, бидејќи е неможно да не очекуваш такво нешто, говорејќи по начин по кој што и движејќи ги работите како што ги движиш. Значи има тука и јас се обидов да направам една кроки анализа во позитивна диме. Јас секогаш луѓето сакам да ги гледам од позитивна страна и во тој контекст мислам дека и кон Бугарија исто така е важно моето гледање. Мислам дека Бугарија не е чинител од кој што толку дека е спотер, мислиш? Да, апсолутно. Значи Бугарија, ако гледаме незината историска димензија, начинот како се однесувала за време на формирањето, да речеме, на кнежеството Бугарија, Сан Стефанскиот, Берлинскиот договор, потоа Балканските војни, Првата светска војна, секогаш била значи во еден сојуз, да, во сојузи во кој што таа била, би рекол, еден послушен фетфебел, како што викаат на наредник, кој што ги извршува наредбите на повисоките наредбодавци или генерали или полковници. Така што во тој контекст и сега Бугарија одигра една непринципијална, некоректна, недобронамерна улога кон Македонија, но мислам дека без поддршка од силни европски земји нема шанси таква таа политика да ја спроведе. Така што во тој контекст мислам дека Бугарија беше употребена, како што Грција на некој начин 20 и колку од 91 до 2018 27 години блокираше, Бугарија беше заврши Грција, сега требаше да се најде некој друг играч и да не заборавиме како бугарите повторно во тој контекст не беа тие кои што ја промовираат таа политика на вето кон Македонија. Ветото беше промовирано 17 октомври 2019 година од Франција, Данска и Холандија. Да. Веднаш после тоа Бугарија го употреби и нивното вето. Значи имаше предигра која што ја доведе до главната игра Бугарија да биде тој кој што, а што е многу важно, тоа ги влошува неприродно ги влошува работите кои што ние претходно за податок ние дојдовме во ситуација нашата држава која што на последен попис број 1.800.000 жители да биде пета држава во однос на посети туристички посети на Бугарија. Значи ние сме пред Србија, ние сме пред Унгарија, ние сме пред Полска, да речеме. Ние сме веднаш после Германија, Русија, таму ние сме пета држава со 530.000 туристи имавме годишно во Бугарија. Бугарија од своја страна пак некои околу 350.000 туристи, тоа е размена од околу милион луѓе кои што комуницираат меѓу себе, се развиваат. Исто така и во делот на економијата почна инвестиции, наши инвестиции таму, бугарски инвестиции тука. И се тоа беше на некој начин го спречи тој природен развој на нештата, граѓански организации кои што се работува, невладини организации. И се тоа го спречи тој природен развој на две соседни земји. Се разбира дека тука има нели политички аспект, договорот коската во грло, договор за пријателство, соработка и добрососедство, но ние сме виновни за тоа. Така е. Значи тие си имаат свој концепт. И тој доктрина си ја следат и така која што трае 120 години. Заев го прифати, така е. Тука е проблемот што нашиот двоец, не само Заев, тука и Димитров. И Димитров, беше двоецот Заев Димитров. Апсолутно. Затоа што ние се согласивме, пред тоа ние преговаравме 5,5 години од 2012 година кога Бугарија уште тогаш покажа не само таа и други земји заедно со неа повторно тврдите земји Холандија, Данска, Франција и Германија кои што секогаш биле во позадина ги пуштале малите земји да се конфронтираат, но уште 2012 година
тие покажа, бугарите покажа дека доколку не се потпише тој договор, тие ќе имаат поинаков однос кон нас. И беа неутрални во делот на гласањето дали Македонија после петата препорака треба да отпочне преговори со Европската унија. Се местеле на шините лека по лека. Но истовремено таков договор тие понудили на Србија, но Србија не го потпише. Понудија таков договор? Да, Србија уште преговара за договор за добрососедство и соработка. И дали вето добила Србија на некој од поглавијата до сега? Не заборавете. Тоа зборувам за 2012 година, а Србија ги отпочна преговорите со Европската унија во 2013 година без никаков договор со Бугарија. Бугарија не каже ниту еден збор негативен во контекст на непочитувањето на нивното бугарско малцинство во Србија, кое што еве сега некош на А таму баш па во Босилеград стварно има Па тоа е со репарациите, нели, после Првата светска војна, кога царот Фердинанд не може да плати 20 милиона Наполеони, па го дава Босилеград, Димитровград на И секој иронијата на животот. Значи, бугарите не ги сакаат многу србите во историски контекст. И сега употребив јас преблак еуфемизам. Да. Огромен дел од тврдите во бугарското општество ги мразат србите, најмногу ради Македонија. И сега овие нивните ние сме наводно нели нивни браќа. Нивни браќа. И сега браќата добиваат вето, а овие омразените си чекорат кон Европската унија без никаков проблем. Феноменално. И феноменално, и што е многу важно, и до ден денеска амбасадорот на Србија во Бугарија во тоа време беше човек кој што господин Владимир Чургус, чија што мајка е од Македонија, од Кавадарци. Горица Даскалова, полковник на македонската армија, ослободителна армија, иначе учесник по Народно-ослободителната војна на Македонија. И човекот е, како да ви кажам, ја сака Македонија, нели мајка му е македонка, а бидејќи јас сум од тој крај. Интересни средби сте имале таму. И ние сме учеле Горица Даскалова како еден од чинителите на тој наш македонски народно-ослободителен покрет во антифашистички. И господин Чургус ми кажуваше како слободно се дава подршка на чекорењето на Србија кон Европската унија, дека Бугарија ги подкрепи во енергетика и го направи тоа. Го направија реверзибилниот гасовод кај Калотино, дека ги подкрепи на коридорот 8 и затоа сакам да го кажам ова, ние говориме за коридорот 8, а не ги информираме македонските граѓани дека Бугарија, Србија, Романија и Грција, квадрилатералата така наречена, уште многу одамна пред 6-7 години, уште јас кога бев таму, се договара како Драч, Кукс, Призрен, Приштина, Мердаре, Ниш, Софија да биде коридорот 8. Кругчето, кој што нас ке не заобиколи како слепо црево. И што е уште пострашно за македонците, тој коридор е 90% направен. Значи, Софија, Ниш е автопат, целосен. Сега се гради на делница Ниш-Мердаре. Мердаре, знаете каде е Куршумлија, Мердаре, па тука водите, тука тој дел Мердаре, Куршумлија, Ниш, односно Мердаре, Куршумлија, Жито, Раѓа, па Ниш. И потоа останува, направена е Приштина, Призрен автопат, Кукс, Драч е автопат, така што и тој пат, тој коридор 8, алтернативниот што тие го направија со поддршка од Бугарија, Србија, Бугарија и Албанија, е 510 км, а од Валона, Елбасан, Чафасан, Струга, Тетово, Скопје, Куманово, Крива Паланка, Софија има 670 км. Ние сме 160 км подолг коридор и ние сега го почнуваме коридорот со 108 км, а коридорот 8 е веќе направен. Во моментов ние имаме една дупка направена, значи ги почнаме работи да се ископа една дупка, се платија некои 2-300 милиони, мислам, евро. Сакам да ви кажам колку нашата македонска јавност е дезинформирана околу тоа. Значи овој коридор 8 ќе почне да функционира за година-две. Нашиот коридор 8 ќе почне да функционира можеби за 10 или 15 години. И е 160 км подолг. И тоа е доказ како некои навидум небитни работи, ова што говорам. Значи за Србија не важи договор за пријателство. Тие многу едноставно ги одбива, знаете како она што истото ние требаше да го кажеме на бугарите. Србите кажуваат како може вие барате кај нас 20.000 срби да има во Бугарија, нема ни еден србин во Бугарија. А ние македонците кои што на попис имаме со децении од 46 година првиот попис 167.000, па до последниот еве 1100 и повеќе македонци со граѓански организации, со
со Омо Илинден Пирин, со Јанен Сандански, со друштва, со мигрорни друштва, ние не можеме да кажеме, но чекайте, вие барате нешто од Македонија, ние во Бугарија имаме исто така дел од македонскиот народ, граѓани кои што имаат индивидуални човекови права согласно член 36 од Бугарскиот устав, но немаат колективни права. Значи ние исто можеме да го кажеме. Тоа никој не ги спречи Заев и Димитров да спорат во договорот за тие 2 месеца, пазите, за 2 месеца од кога дојде на власт владата на СДСМ. Ни 2 не беа, 1 месец беше. Не, 2 од 31 мај, да, точно, 31 мај на 1 август. Така е, да, во право. Ама имаше 2 технички рунди, за 2 месеца тие ги прифатија сите спорни барања кои што се преговара 5,5 години од 2012 до 2017 година. Па лесно се преговараше со Заев. Затоа што тука е проблемот. Тука покажа една држава, таа Србија, која што си успева да прави коридор 8, да направи енергетика, да добие газ од Александрополс течен газ, да добие и газ од Азербејџан. И да го гради тој коридор во таа констелација која што ја објасна, истовремено да држи брана на санкции кон Русија, иако има притисок од Запад. Истовремено, да. Од друга страна, да имаат посета оди Вучичка и Трамп, да дојде Макрон во Белград да зборува на српски, со Ши Жинпинг да имаат добар однос. Тоа не е само затоа што е поголема географски од нас. Веројатно, до водството на државата поседуваат некои вештини што овие нашиве генијалци што се фалат со економски успех ќе градеа Формула 1 стаза во Македонија. А при тоа јас го говорам тоа одговорно, значи во моментот кога Србија почна преговори со Европската унија, упатен сум во тоа, сум преговарал со Европската унија, посебно во делот на агрокомплексот, тврдам дека беа далеку зад нас. Во сите сегменти. Тоа и тие го кажуваат и кажуваат и од кого го земале примерот кој им бил така водилка императив барем во однос на економските политики, привлекување странски инвестиции и така натака. Тоа била владата на ВМРО ДПМН. А преска кога зборуваше за дојдам, баш ми беше освежувачки вака да слушнам за некој конструктивен проект, иако да се потсетам. Јас имав тоаш 12, 13, 14 години, иако било пред 20 и кусур години. Колку насушно на оваа земја и се потребни такви, како да кажам, убави проекти, со алал, со... Убави проекти со македонски така е. пари. Па Бехтел Ленка не е таков проект. Со македонски градежни компании, енергијата му е одземена. фабрики, да. Енергијата му е одземена. Сите знаат дека има некој криминал над. За Бехтел Ленка друго ќе ви кажам. Значи 99-та година исто да ве врата малку поназад кога сте биле помлад. Значи Шарик Тара, основачот на ЕНКА, е роден скопјанец. Тука во Пајко Мало. И Шарик Тара е човек кој што нели роден скопјанец. Ние отидовме 99-та година, бевме една посета, јас министри бевме, јас Аднан Чахил беше министр во таа влада, он како турчин, нели, имаше добри позиции во Турција, македонец со турско етничко потекло, тоа е дефиниста за Аднан Чахил. Тој така се чувствува. Апсолутно, така се чувствува и така и делува. И така и делува, тој е еден прекрасен човек кој што навистина ја сака Македонија и бевме таму и беше и Ден Дончев, тогаш нешто околу Телекомот се преговараше и во тој контекст тогаш прв пат го слушна Весли Кларк кога говореше за Западен Балкан, таа кованица, Западен Балкан околу пред бомбардирањето на Србија беше тоа. И во тој контекст имавме средба со Шарик Тара. И тој искаже една желба да му се возобнови куќата во Пајко Мало. Ние направивме некоја проценка колку би било тоа возобновување и тој понуди со нашите македонски фирми во тоа време во полна кондиција, Пелагонија, Гранит, Маврово, Бетон да направи конзорциум, затоа што вие вика имате искуство во Украина, во Русија, работите на ние потешко влегуваме. Турците таму ние потешко влегуваме и би можеле да направиме, тој толку беше оптимиста, јас сум роден скопјанец, да направиме големи инвестициони зафати, да дигнеме македонска граждана оператива, јас би дошол да работам на инфраструктурата во Македонија и тоа ќе беше она што викате американците piece of cake, ние ќе бевме Бехтел. Нашите фирми ќе беа Бехтел. Настрана што беа уште тогаш Гранит градеше во Бугарија, градеше во Албанија. Точно патот Софија Јабланица 6 км го градеше Гранит. Не знам во Албанија која делница беше од автопатот, мислам према Тирана. Значи ние бевме толку во тој дел нашата македонска офанзивна политика во тој момент, сакавме да го донесеме Шарик Тара. Што е проблемот? И тогаш не слога околу тоа дали треба или не треба, па
имотно-правни прашања дали треба да се возобнови куќата, за дребни ситни нешта, негде околу 300.000 во тоа време марки беа, не беа ни евра 99 година, ние не успеавме да возобновиме неговата куќа, што за него ќе значеше сега Енка да биде тука на некој начин наш обртот, данокот деловен соработник, деловен соработник. Ама само данокот да го сега ние доаѓаме во ситуација Македонија. ние да инвестираме во Енка, во фирма која што има милиарди и милиарди. Говорам за таа фирма, за Бехтел немам сознание. Ние да даваме аванси за подготвителни работи, кога во никој договор тие има толку многу пари што тие може да се изведат подготвителни работи како сакаат, на кој начин сакаат и со колку, со какви банкарски кредити од Халк банк или нивната другата банка што беше Народната банка на Ататурк да ги изградат. Не мислиш дека сега кога преговарале му понудиле куќата да му ја возобно? Не, тој веќе починат сега починат, неговите синови семејството негово, добро. Семејството, но мислам дека веќе никој кај нас не се бави со такви благородни нешта. Видете, вие ги имате од Македонија, ете го имате, зборувам за мајка Тереза, за Шарик Тара, Ататурк е роден тука. Ние, што е нашата слабост? Ние ништо не направивме, например, пред некој ден бев во Охрид и го посетив музеот, нели, каде што се инвестиции од Турција на Ататурк. Имаше 3 автобуса од Турција. Знаете ли што значи за Македонија ние да го возобновиме селото Коджаджи, каде што е дедо му на Ататурк, да направиме етно амбиент, калдрма како што била устителски објекти, неговата куќа да турците ќе инвестираат во тоа. Да. Јас ви велам дека тоа би било Охрид ќе биде исто така посетен, Битола ќе биде посетена. Тоа би било милионски туристички приходи во делот. Ние туризмот преку тоа ќе го развиваме. Или ако беше Шарик Тара, ќе градевме инфраструктура. Може и коридорот 8 беше направен уште негде до 2005, 6, 7 година. Значи говорам дека каде ние пропуштаме. Работата е во деталите, во малите работи. Не е во таа крупна слика. Преска сакав за пропуштени прости, но на тема пропуштени шанси, преска нешто друго сакав да искоментирам за една друга ситуација, ова само ми го надополни впечатокот. Токму за детали веројатно се работи, да денес во 2023 година Македонија можела да изгледа многу поразлично ако некои ситници на патот ситници. Конкретно јас мислев на периодот 2008-2009 година, самитот во Букурешт и неможноста тогаш да се најде двојна формула за проблемот кој што го имаше Грција со нашето уставно име, бидејќи тогаш Бугарија не постоеше на мапата. Еве ти ми кажа дека 2012 прв пат беше се мислеа дали да беа неутрални, дали ќе им дадат подршка околу и го наметна прашањето на договор за братство и добрососедство. Веројатно 2008 година, ако се успееше нешто да се случи во Букурешт, Бугарија просто ќе беше надвор од играта и ние до сега ќе бевме. Јас мислам уште по без разлика. Јас мислам дека ако не го подпишеме договор за братство и добрососедство и соработка, ние имавме добра формулација со јазичната формула, така наречената спогодба за јазичното прашање од 99 година. Тоа да не е билатералниот документ немаше за како разбирање. Бугарија да го наметне заедничката историја, историски комисии, нема како. Нема како постои механизам, да. Нема како преку Копенхашки критериуми вие или преку спогодбата за Стратешка асоциација вас да ве притиска меѓународната заедница за нешто што не припаѓа на политички вординг, не припаѓа на политичка интерпретација. Вие не можете политички да интерпретирате историја или да менувате колективна меморија. Вие не можете да правите туторство на образовен систем. А тоа се случува во моментот. Да, а тоа се случува затоа што и цензура, имате, затоа што знаете тоа е кога ќе подпишете вие нешто, тоа е нешто кога ќе ставите подпис, кога ќе го заверите тоа, кога го усвоите и ратификувате во парламентот, тоа е нешто што не ви дава да дишите, не ви дава да голтите, тоа е страшна коска во грлото. Маријан, дали тука е решението? Дали се тоа е како заклучок, како можам да изведам и за односот на Бугарија кон Србија, односот кон Македонија и сите други околности, ставот твој за ветото со кој што се согласувам дека Бугарија действува како спотер на некој друг. Нема ли намера Европа воопшто било когаш во скора да не прими нас во Европа? Прво Европа кон нас, ако навистина имаше желба, ако имаше расположение, ако имаше, би рекол, амбиент да не издели од Западниот Балкан, тоа и можеше да го направи со пресудата на 5 декември 2011 година во судот за правдата во Хаг. Затоа што таа пресуда е
конечна, непореклива, не подлежи на жалба, на повторна постапка и е безвременска. Значи, таа пресуда кажува дека Грција нема право да ја блокира Македонија имплицитно. Нели? Имплицитно, не експлицитно, но имплицитно кажува поради блокадата во Букурешт беше тоа покренато, но нема право да ја блокира Македонија со БРМ. Со кратенката, со акронимот поранешна Југословенска република Македонија. Тоа значи почитувањето на таа пресуда, бидејќи сите членки на Европската унија, тогаш беше и Британија, се потписници на Римската спогодба за основање на судот на правдата, Меѓународниот суд на правдата, ако држат до владење на правото кое што секој пат ни го повторуваат како волшебна кованица за сите, за правда, правосудство, право, национални малцинства, човекови права, се, ако тие држат до владење на правото, почитувањето на пресудата на Меѓународниот суд на правдата е еднакво на владење на правото. Тие мора, бидејќи имавме 4 препораки, доколку беа доследни, принципиелни, ги почитува стандардите на Кито на Европскиот закон, тие мора веднаш да ни дадат датум за почеток на преговори, оти ние бевме па страшно успешни во спроведувањето на спогодбата за стабилизација и асоциација. Затоа 2005-та јас случајно сум бил свидетел, сум бил човек кој што во делот на агрокомплексот успеав да пробијам таа европска бариера и стигнавме до тоа да нашиот агрокод македонски МКД секако ќе биде, не знам, со новите кратинки, но со кодот МКД македонскиот агрокомплекс да биде дел од европскиот агрокомплекс. Ние тоа сме го успеале. Сме успеале во многу други области, бевме многу напред, затоа 2005 година ни дадоа кандидатскиот статус во декември, бев тогаш член на парламентот и ги бранев достигнувањата на македонската економија во делот на дискусијата во Европарламентот во декември. И ако тоа сме го направиле, Европската унија требаше Црна Гора почна преговори 2012, Србија 2013, ние логично беше 2011 година веднаш да добиеме по автоматизам Европската унија да каже тоа е владење на правото, Македонија ги отпочнува преговорите од денес. А Црна Гора постои од 2006 година. А Црна Гора, да ви кажем сега, па не само Црна Гора, и Хрватска. Јас кога преговарав тогаш во агрокомплексот, тоа беше тешки преговори, агрокомплексот не е само агрокомплекс, тоа е и ветеринарство, тоа е гранични премени, тоа се кланици, тоа се растенија, фитопатологија. Значи, вие имате тука толку многу области, тоа е после здравството можеби најкомплицираната дејност. Не знаете какви томови ние подпишавме со Европската унија. Хрватите препишува од нас. Хрватите беа толку зад нас. Попрашуваа како сте вие успели, господин Ѓорчев, тако брзо да преđете ту бариеру. Значи, ако тоа сме го направиле, тогаш Европската унија ќе покажеше дека сака да ја прими Македонија. Кога тогаш не прими ја. Тебе ти стана јасно колку е сад. Мене ми е јасно дека Европската унија кон нас има, значи, она подолба од Јалта, Черчил, Југославија 50-50. Ние сме измеѓу, за жал. Значи, ние сме тука во тој што слушнав од Весли Кларк во Истанбул тогаш за Западен Балкан, и тогаш на некој начин ми стана јасно дека ние како држава имаме пречки, затоа што таму во брюселските архиви постои некои документи за Македонија, на неправедни мировни конференции, на Балканска, Букурештанска конференција, Версалска конференција, кај што нашата судбина е предодредена на начин кој што многу макотропно, многу тешко и со тешка антифашистичка борба кај што сами се ослободивме и докажавме дека не сме биле во план, да, сами се ослободивме, ние и начинот на кој што ние преговаравме први од Западниот Балкан и пред Хрватска добивме стабилизација и асоциација. Која е целта тогаш на да те вратам во Јас сум непоправен оптимист. Не, ценам, но дојдоа министрите за надворешни работи на Австрија, на Чешка и на Словачка, како трите наречници таму, да ги пренесат пораките тука во Македонија. Јас се потсетив на изјава на Јоханес Хан од 2018 година. Ја пушти во ведниот дел, тогаш зборуваше за името, сега ние зборуваме за бугарите во Устав човекови права, односно обландирање на оние идентитетски прашања и историјата на Македонија и македонскиот народ. Хан во 2018 вика, ако не го смените името, ќе бидете изолирани. Шаленберг во 2023 вика, нели ги ставите, ги направите уставните измени, ќе бидете изолирани. Хан вели, не можам да гарантирам дека само името ќе е доволно, потребни се и реформи, прибе и така натака. 2023 Чехот на таа тројна пресконференција вика, видете сега Брисел не може да ви гарантира, тоа е политика, светот на политиката не функционира така. Значи, аплати кажуваат
Дури ти признаваат, мислам, сето она што ние здраворазумски го знаеме, но нашата власт тврди дека не готово уште, само ова и преко воде до слободе. И трето, Словакот предвадена вика ова идеална шанса мора да се искористи единствена, не знам кога ќе има пак таква шанса. Хан во 2018 година, ова се од 10 реченици јас ти кажувам 5. Хан вели, ако сега не се искористи оваа шанса, кој знае кога ќе дојде следната. И тогаш бил министер за надворешни Димитров, сега е Бујар Османи, за мене меѓу нив двајца нема скоро никаква разлика, не знам кој од кој е поголем демагог и не знам кој точно чива агенда одработува. Но знаејќи го сето, а ти си специфичен човек, имаш искуство и како амбасадор, и како министер, и како пратеник, и генерално си и љубопитен, и ерудит, и начитан. Но луѓе како тебе мора да има оваа држава некаде во тие служби каде што треба да се посоветуваат, нели? Некој треба да им ја нацрта сликата. Мислиш дека не ја знаат или дека ја знаат и ја игнорираат и само за некој тендер плюс нас ни ги даваат овде обландите, што многу ќе не чинат. Ако не дај Боже се десат, а не може да се десат реално во моментов. Па не сме да се случи тоа. Значи, овој пат толку добро ја опишавте сега генезата на изјавите од Хан, па преку Могерини не ја спомнавте, па потоа има време и за неа, па Шаленберг се. Значи многу е јасно, значи сите тие великодостојници европски си завршуваат за своите плати што се ги зимаат, тука доаѓаат, ниту знаат состојбата, ниту знаат што содржи преговарачката рамка. Верувам дека не знаат што содржи. Чешка дури и тоа го кажа кога излезе францускиот предлог, вика ние сме лути, неофицијални канали. Тоа го кажува, бидејќи Франција само и Бугарија сами си ја договара. И во тој контекст сите тие работи, конкретно последниот пасус заканата за изолација е безсмислица. Тоа е безсмислица. НАТО земја, конкретно. Затоа што НАТО земја и второ земја кој што не прави никаква пречка во реализација на европскиот закон. Точно. Значи никаква пречка. Ние може да сме слаби во реформите, во дел, посебно последните 6 години. Значи може да сме слаби, но фактот дека ние не правиме никаква пречка во однос на европскиот закон. Ние едноставно наша внатрешна работа, уставот е работа, рбетот на државата, тоа е на македонската држава. Луѓе не имаме држава, таа македонска држава има собрание, има политички партии, има систем, плурален систем. И сега таа држава треба само да си го уреди, да си го уреди својот двор, да си уреди својата ограда, да си го уреди својот дом. И сега никој нас не може да се меша да ни каже сменете го уставот. Тоа е недозволено, недопуштиво за европски стандарди, за европската демократија. Да, ако би било обратно, нашиот амбасадор во Словачка да им даде некоја сугестија, ќе биде демарширан за 15 минути. И токму затоа актуелната власт нема тука никакви аргументи да каже дека нешто тие зошто идат сега тие европски великодостојници кај нас, ајде да се запрашаме. За да потврдат дека Бујар Османи е во право. Односно, нели каде е најтенко, таму удираш, нели кога имаш проблем. И Бујар мислам дека ги вика овде за да кажат еве како што Бујар вели дека не може подобар договор да има, ние ќе кажеме не може подобар договор да има. Пазете Богдан, ние сме либерализирана економија. Странските директни инвестиции како никој во Западен Балкан сега Србија го прави, тама Србија го прави после нас 20 години. Значи ние први уште 99 година отворените технолошки индустријски зони ги промовиравме. За 24 години 70% од македонскиот извоз се одвива од странски фирми. Да не говориме за Дрекслер Мајер, за Кромберг Шубер, да не говориме за Джонсон Джонсон, да не говориме за ред други странски компании, за Мусала која што дојде бугарската информативна IT компанија тука, информатичка агенција и ред други компании. Значи ние имаме толку многу отворена, значи ние сме либерализирана економија. Ние сме плурален систем. Ние сме слобода на пазарни законитости. Нема македонски монополи. Нема македонски монопол во ниедна област. Ако има монопол е во Евана можеби, ама Евана е странска компанија. Или нема. Да. Пазете, немаме македонски монополи, немаме ништо. Имаме чиста слобода на пазарни законитости. Се што претпоставува стожер на либералната економија, западниот свет како што што се пропагира, ние сме сакале или не сакале тоа да го признаеме, дел од тој западен свет. Затоа што ние го прифативме моделот на приватизација, ние прифативме да ја трансформираме општествената во приватна собственост без остаток. Јас, да речеме, си имам своје видување за тоа. Јас во парламентот имам говорено на Македонското собрание при председателството на ЕСМ, тогаш премиер беше Бучковски, кој што говореше за добрината на приватизација, да скажав и каже дека нема дека многу е лошо да имате државен монопол.
И јас тогаш му одговорив на говорница, има само една работа полоша од државен монопол, а тоа е приватен, а тоа ќе биде Евана. Сакам да ви кажам, значи, ние сето тоа го направивме. Ако тоа сме го направиле, каква изолација? Па ние сме дел од тој свет. Посебно ќе ни изолира од земја на која што и продадовме Евана. Да. Значи, како ќе ни изолираат сега? Како ќе ни изолираат? На Грција им продадовме Стопанска банка. Со стиропор, на Грција Стопанска банка. Или со стаклена банка. На овие Евана, на не знам кој Джонсон британците. Него Сорабија, германците тука. Казината, само Австрија ако ја анализираме. Фламинго казино, Мериот казино. Значи во таа смисла зборува, значи ние сме толку 100% сме отворени. Да, апсолутно. И либерални, и во тој контекст дури повластници добиваат странските компании во Македонија. Повластници во однос на македонска домашна компанија. И тука навистина посетителите од странство со малку обзир, достоинство и почит кон нас треба да кажат: видете луѓе, терите си го вашиот пат. Точно е тоа, ако застанавте во реформите, имате криминал, имате корупција, имате лошо правосудство или имате лошо здравство, де факто целата таа енергија што ова влада сега црпи 5 години Европска унија, а никако да стигне, а енергијата што е? Енергијата е фундаментална величина на секое физичко тело, ама и на општествено. Ако вие таа енергија насочите само кон една цел, нема да ви остане, тоа е способност за работа. Затоа ни пропаѓа здравството, затоа ни пропаѓа образованието, не можеме учебници да испечатиме, затоа ни пропаѓа целокупниот систем на оно што представува социјална грижа за граѓаните. 30% се на прагот на социјална исклучивост на македонските граѓани. Не постои средна класа, иако сме веќе дел од западното општество. Значи, ние отидовме многу доле. Но ништо од ова не е приоритет за власта, приоритет е само да го отвориме уставот, да ги ставиме таму бугарите, хрватите, црногорците и не знам. И тоа, пазете, без да објаснат, они го кажуваат тоа толку бенигно, да го отвориме уставот, ама за тоа се крие една серија на една последици. Тоа е снежна топка, од која што ќе се претвори после во лавина. И од таа лавина не се знае кој ќе се спаси во таа лавина. Најпросто кажано, Маријан, според мене, тогаш прашањето на промена на нашата историја ќе е човеково право. Односно, например, лекцијата за Втора светска војна ќе мора да претрпи корекции, бидејќи тие 3504 сега уставна категорија ќе кажат шириш омраза кон твој жител, запишан во устав, затоа што моите предци ги нарекуваш фашисти. Или јас ценам дека Гоце е бугарин, ти викаш македонец, дај во учебниците напишете дека и македонец и бугарин, за да јас не се осетам обиждано. Како се вика? Да. И видете, Богдан, има една многу што македонските власти во континуитет не го анализираат. 2006 година, ајде гледајте го, 2006 година Европската унија ги изедначува како штетни по развојот на човештвото и комунизмот, двете идеологии. Значи, и сега пазете, од 2006 година денот на победата над фашизмот не е ден на победата над фашизмот, ден на Европа. И сега што се случува ако вие прифатите таква стапица? Значи, комунизмот и фашизмот се идентични категории. Во Македонија истовремено се води антифашистичка борба и присутни се колаборационистите, да ги наречеме не фашистите, туку колаборационистите на Третиот рајх, на Третиот рајх. Монархо-фашистичка, како што во нивната историја стои, номенклатура на цар Борис III. И сега вие тие ги изедначувате. Вие многу добро доправте суштината на проблемот. Ако тоа Европа ви го кажува, двете идеологии се штетни за развој на човештвото, тогаш бугарите многу, би рекол, вешто, со многу добра смислена стратегија, таа стратегија се вика нежна преградка, уште од 97 година, и таа нежна преградка станува се почелична према кон нас. И јас немам ништо, јас само можам да кажам дека не ја оправдувам таа стратегија, но анализирајќи ги тие постапуваат согласно европските узанси, стандарди, принципи кои што тие ги следат, ги читаат. Јас само се прашувам што читаат нашите политичари. Што читаат. И затоа таа работа што вие сега би рекол политикин забавник, веројатно не е тоа. Прости. Значи таа работа е толку сензитивна, толку би рекол со тешки последици за македонското општество ако ние не ја гледаме таа стапица, ако не ја гледаме таа лавина, што добро кажавте, тешко ќе може да се одбраниме утре. И затоа треба цврсто да останеме на тоа да бараме реципроцитет, да бараме симетрија, како што тие бараат во Република Македонија, така да бареме ние во Република Бугарија со должна почит кон нив, со должна почит кон нивното општество, држава, нација, но со дигнитет, достоинство и да сега тука е одговорот на власта, ама тие се во клубот
а вие не сте. Добро, окей. Добро, окей. И што да правиме? Пазете, па во таков клуб во кој што вие нема да бидете Богдан, јас нема да бидам Марија. Апсолутно. Тогаш во тој клуб нам не е местото. Точно така. Нам не е местото во клуб кај што ќе не почитуваат како македонци, како луѓе кои што имаат своја историја, своја култура, кај што има македонизмот, говорат за македонизмот. Па македонизмот го употребуваат во Бугарија, Македонија може во Европа, македонизмот не. Мислам, тоа е нешто што е толку сулудо. Македонизмот е фундиран, тој е културолошки амалгам, тој не е творевина на Коминтерна, тој не е творевина на Комунистичка партија на Македонија или на не знам кој. Тој е фундиран културолошки амалгам во културно-историското наследство на Македонија. Уште од македонизмот постои од македонските кралски академии. Од во Миеза, пазете, имате Македонска кралска академија, па имате академија во Пергам, имате во Антиохија. Па Антиохија се нарекува по македонскиот цар Антиох. Имате во најголемата библиотека на Светот Александрија. Таму е македонизмот. Првиот цивилизацијски, космополитски, културолошки амалгам е македонизмот. И сега вие разговарате, па не постоела Европа, не постоела Унијата, не постоела сојузи, пактови, антанти, сили на оската кога македонизмот бил цивилизацијски во полна снага, во полна снага. Значи тоа е цивилизацијски дострел. И ние ако така не ја браниме Македонија, ние треба да браниме Македонија со знаење, со култура, не со вулгаризација на тоа, со наука. Јас се согласувам, ние направивме вулгаризација на нешто што не сме да се направи. Меѓутоа имаме толку многу докази од палеобалканските изучувања, од неолитот. Да не мора да измислуваме ништо. Не мора ништо да измислуваме. Се си постои името Македонија, поимот Македонија, етнонимот македонец. И сега ние треба само тоа да го браниме со достоинство, со дигнитет, да бараме од нив. Исто така, конкретно збориме за Република Бугарија. Видете, јас имав роднини во Бугарија. И сум кажал, јас имам? Да, и тие луѓе знам дека се на некој начин споделуваме ние заеднички вредности, некои вредности. Ама вредности. Да. Вредностите се абстрактни символи во најабстрактна форма. Тоа се она што е убедување на мое, твое или верување во нешто што е добро, пожелно, корисно. Во даден простор и време. Кај сите луѓе. Но добро, пожелно и корисно, таа културна димензија, тоа што представува. И тука може да споделиме нешто. Не може да споделуваме историја. Тркалото на историја не се враќа назад. И не само да споделуваме колективна меморија. Не може да правиме ништо друго. Имаш роднини, имам роднини, имат роднини многу мина. Дали си водел историски полемики, дебати и караници? Не. Нема зошто да се води. Имено. Па не постои такво нешто. А политиката кога се вмешува во тоа, тоа е страшно. И ако политиката ја вмеша историјата, јасно ти е дека тука нема политичка интерпретација е тоа, пазете. Точно, нема право политиката да биде лудило, вистинско лудило. Со обландана наука ќе ги земат кај нас тука владата ги бира Драги Георгиев, Петар Танасов и не знам кои се таму другите. Во грчката комисија па кој знае какви крокодили има тие, сигурно еден ден ќе ги видиме. Ама добро, кога ве плаќа владата, вие за кого работите? Дали сте вие независен научник? Не. Значи, него ги следите политичките интереси на... Да ги плаќа Ману. Да одговараат пред друг човек. Апсолутно. Си одговара пред Македонската највисок форум на научни мозоци, тогаш е друго. Исто да биде тоа под бан и навистина е друго таму. И нашата Мана да водат диалог, тогаш е веќе нешто друго. А како алтернатива овде веднаш влегуваат во фатализам. Вика Бујар Османи, што тогаш да ги прекинеме или преговор? Кога ќе му укажеш на нелогичност, на некој парадокс, на некоја глупост, добро, значи вие предлагате да ги прекинеме преговорите. И со тек на време сваќаш дека не може да се објасни со секои луѓе, аз само се надевам дека во скоро време работите ќе се сменат во скоро време и дека луѓе како ти со искуство и капацитетност ќе ги преземат работите во Македонија. За крај би те замолил, имаме буквално уште минута-две, секогаш фали време со тебе, а денес е и терминот, таков мора да завршуваме. Летно време е, луѓето малце. Ми фали секогаш време и мислам дека може уште 3 сати да разговараме, но ќе имаме следни прилики за тоа. Но за крај те молам само за еден краток коментар. Ти имаш искуство и си ја водел општина Кисела вода на времето за состојбата помеѓу град Скопје и општините, на што тоа тебе ти личи и па неодржливо е. Јас секој сум говорил, јас кога сум бил 2 пати градоначалник на Кисела вода, сум говорил дека овој начин на соработка, каде што градот на некој начин и
и тој не е независен од централната власт. Пазете, категоријата локална самоуправа во Македонија е зависна, е категорија која што не учествува во сувереност на државата и е целосно зависна од централната власт. Значи, локалната самоуправа во Македонија не може да биде ефикасна од делбен биланс 96 година, затоа што нема општинска собственост, нема доволно фискална децентрализација, има дотации, општина Кисела Вода нема право да формира комунално предпријатие. Општина Кисела Вода не може да биде развиена затоа што нема државно граждано земјиште. Аеродром може да биде развиен, има државно граждано земјиште. Има толку нелогичности. Градот Скопје од друг начин, на друг начин би требало да функционира. Мојот концепт беше градот Скопје да има еден градоначалник и да се назначува по оние региони кај што е Кисела Вода, аеродром, по еден представник кој што еден човек да си бира, луѓе во тим. А тие да бидат дел од оној совет на кај што ќе работи кај градоначалникот. Вака како што е поставено, кај што комунална хигиена, еве да речеме, не ти го прима камионот. Не го прима камионот. Или конкретно гробиштата. Добро. Еве ќе споменем податок за Кисела Вода многу битен. Кисела Вода, аеродром и центар, значи некаде околу 200.000 народ, треба да одат 15 километра да се закупуваат во Бутел. Сега зборуваме за нешто што е наше секојдневие, или во Ѓорче Петров. Старите скопски гробишта се во село Усија, да знаете, до 56 година. Јас сум тогаш роден 56-та, биле до 56 година во село Усија. Постои таму десетина хектари површина кај што може Кисела Вода, аеродром и центар да направат, би рекол, трипартитен договор каде што ќе се направат гробишта, каде што луѓето за 2-3 километра ќе идат таму да ги вршат тие многу важни работи во нашиот живот. Нели, раѓањето и смртта се неминовен дел од нашите животи, и тоа ќе значи орастеретување на тие бескрајни турканици, бескрајни гужви, енормно скапи места за едно гробно место стана 1000 евра стана веќе. И би значило на некој начин решавањето со мал потек да се реши еден огромен проблем за граѓаните. За жал, градот Скопје за такво нешто немаше ни пред 10 години, ни пред 20 години, ни сега ќе има чувство. Значи потребна е радикална промена во локалната самоуправа. Пред се фискална децентрализација, не административно законодавна децентрализација. Значи ние тоа се вика деволуција. Ќе ви дадиме дотации, па вие ќе ги плаќате учителките во градинките и во основното образование, ама министерот за финансии ќе ви каже колку учителки треба да има или наставнички. Фискална децентрализација во Европа, приходот од сопствени приходи во општините е 50%. Во Европската унија. Кај нас е 30, 20, колку? Кај нас е 20. Во Европа јавниот трошок на единици на локална самоуправа учествува во Европска унија 26%, во Македонија 8%. Од 525 милиарди е 2,26 милиарди за локална самоуправа. Така ние не може да одиме напред. Данокот, двата клучни даноци во државата, персонален данок на доход од физичко лице, на делот што живе на територија на општината, и ДДВ. Кај нас е 3% од персонален данок на доход на физичко лице, 4,5% од данок на додадена вредност. Во Германија е 15% данок на додадена персонален данок, 10% данок на додадена вредност ДДВ. Тоа треба да биде и во Македонија. Тогаш веќе ќе можат локалните самоуправи во Скопје, кои што се, пак ќе кажам, многу послаби од еднокавадарци, кај што има извонреден потенцијал, од Неготино, од Берово дури. Пазите, градоначалникот на Кисела Вода не може да го ичисти 28 диви депонии ако не соработил со комунална хигиена. Да, те разбирам. Значи тој треба да формира сам комунално предпријатие. Или пак не треба да формира, треба да учествува со сите приходи во градот. Тој модел централизиран така е во Софија. Во Софија така е. Имате 33 области, еден градоначалник Фандакова и таа се назначува на база на тоа нивни градоначалници во софиските области. Но кај нас е нешто друго. Ова што се случува кај нас е нонсенс. Значи отсуствува грижата на граѓаните. Значи кај нас на јавните комунални предпријатија општините немаат никаков удел во концепирањето на моделот на ефикасност на тие јавни предпријатија. Нити Карпош, нити Центар, нити Бутел, било која општина земета што се во градот Скопје, нити Кисела Вода, нити аеродром, може да учествува во концептот како комунална хигиена, ЈП Бутел, водовод и канализација, подобро кваркови зеленило да ги обавува своите дејности и преку советот на градоначалници да градат една конструктивна политика, секоја општина со својот капацитет и со своите одговорности
да може да го подигне нивото на услугите на граѓаните. И во тој контекст ќе споменам само нешто. За мене Скопје се 3 символа: Калето, Камениот мост и Вардар. Уште 96 година се борев да ставиме брани на реката Вардар, како што се на Арно и на Вълтава во Прага и Арно во Фиренца, тие се поточиња во однос на Вардар. А нашиот Вардар во летно време е 30 сантима. Па дури и кога рипаме за крстот на Водици ден, луѓето ќе се искажат нозите 40-50 сантима. Па договорот е да направиме таа река да пее, да има бранови, да биде 2 метра длабока. Тоа треба 5-6 брани, вредноста е нема да биде ни толку минорна, не знам дали ќе чини 50-60 милиони денари. Ќе се запослат 50 луѓе, Вардар ќе пее, ќе има реката вода, ќе личи на нешто градот. Сите оние градби што се направени покрај Вардар, тогаш добиваат своја димензија. Така да функционира градот, тогаш, за да функционира така градот, овие претстапни услови што ги говорев, фискалната децентрализација, начин на организација, како ќе се бира градот, начин на прибирање на приходи од државно градежно земјиште. Тоа се трите елементи кои што може да ја подобрат, ето од моја гол на гледање, функцијата и на градоначалникот на град Скопје и на градоначалниците на општените во градот Скопје. Благодарам на анализата, само би додал дека и човечкиот фактор е за жал во моментов исто така пресуден, треба да има малце волја, сенс, дека граѓаните се пред се и над се и дека сите други недоразбирања треба да бидат оставени позади. Човечкиот фактор е секојаш дел од оно што го говориме. Вие не може да имате реформа ако немате човечки фактор. Беше задоволство да се слушаат сите ваши ставови и искуства и кои несебично ги споделивте со јавноста. Закажувам следна средба во следна прилика, кога и да е, имаме за што да зборуваме. Ви благодарам од срце за гостувањето вечерва и се гледаме во нека следна прилика. Благодарам и вам за поканата и се надевам дека да бидеме живи и здрави до следната прилика. Да, ќе зборуваме повеќе за животот, тоа бутел добро или кај усија гробиштата. Добро сега. Неизбежно е, неизбежно е сега. Малце морбидно беше, но тоа е тоа. Се е тоа дел од животот. Тоа е тоа. Ти благодарам уште еднаш, Маријан. Ви благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај. Се гледаме следната недела, петок по 22:30, до тогаш стандардна рецептура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте собствени заклучоци и секогаш слушајте совети од умни луѓе како мојот вечерашен гостин. Добранак Македонијо, главата горе.